Порикthehemi sërish në studio dhe në vaka arë momente që të fillojmë të shpalosim temat cilat do t'i trajtojmë për ditën e sotme dhe e para është për nga radha, patjetër kemi të bëjmë me të drejtën e punës, sigurisë në punë, shëndetit në punë dhe asaj se sa ne dim se çfarë të drejtash kemi kur punojmë sidomos në vendet të punës të cilat ka një rrezikshmëri më të lartë. Së bashku me mua këtu në studio është Slavica Jankova, e cila është përfaqësuese e shoqatës maqedonase për siguri në vendin e punës. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро најдов. Ке зборуваме за безбедност во работно место, колку ние општо, како општество, знаеме дека работодаваците треба да осигураат дека ние сме безбедни во нашите работни места. Безбедноста и здравјето при работа е основно човеково право кое што е загарантирано со уставот на нашата земја. Потребно е, нели, сите ние да си ги знаеме своите права и обврски кои што потегнуваат од Законот за безбедност и здравје при работа. Како што работодавачите имаат обврска да го имплементираат законот и да се грижат за безбедност и здравјето на своите вработени, така треба и самите вработени да бидат информирани, запознаени со ризиците и опасностите на работното место. Кога зборуваме за безбедност и здравјето при работа, ние како Македонско здружение за заштита при работа, нашата цел е да градиме превентивна култура. Генерално во нашата земја сме сведоци дека некако превентивната култура не ја сваќаме дека нешто со безбедност и здравјето при работа треба да преземаме однапред, да се имплементира, да преземаме чекори за превенција. Во последно време сведоци сме за жал дека безбедност и здравјето при работа се сваќа за лекување на последици, што не би требало да биде дозволиво ако земеме во предвид дека законот од 2007 година постои во Република Македонија. Транспонирана е Европската директива, донесени се подзаконски акти, уредени се, меѓутоа засека можам да кажам дека јавното мислење, дека законот се уште не сваќаме дека законите се донесени да не заштитат не само нас работниците, истото важи и за работодавачите, и дека е потребно да градиме национална култура, која што национална превентивна култура е единствената која што на сите нивоа ги заинтригира и владите, и државните надлежни институции, и работодавачите, и работниците, и граѓанскиот сектор, кои што треба да работиме на подобрување на работните услови, односно на подигнување на јавната свест кога станува збор за безбедност и здравје при работа. Ви спомнавте закон и само да прашам и за сите гледачи, дали се работи за законот за работни односи или за друг закон? Закон за безбедност и здравје при работа имаме во Република Македонија. Законот е донесен од 2007 година. Во текот на годините направени се неколку измени и дополнувања. Донесени се подзаконски акти. Во претходниот период, неколку години наназад, беше направен еден нов нацрт предлог закон, затоа што овој закон треба да се измени, односно треба да се донесе нов закон. Се уште не имаше една или две јавни расправи, се уште не е донесен новиот закон, меѓутоа постои закон за безбедност и здравје при работа. Ве прашав, пошто често пати ќе се обратиме на законот за работни односи, но тој не зборува и за правото за заштита и безбедност во работно место, а пак ниту знаеме дека постои таков закон, за да влегуваме да читаме законот и да видиме какви права имаме ние. Кои се тие базични права кои што ни ги дава овој закон нас, како вработени и како работодаваци? Според Законот за безбедност и здравје при работа, прво, во Законот за работни односи во еден член вели дека работникот може да одбие работа доколку смета дека му е загрозен животот, нему или на колегите во потесната работна средина. Законот за безбедност и здравје при работа ги дефинира правата и обврските на работодавачот, односно работодавачот потребно е да се грижи за условите за работа на своите вработени. Потребно е, значи, да се имплементира законот во насока да се направат соодветни мерења, да се направат обуки, информирање на вработените, да се направи едукација, планови за евакуација, за заштита, спасување, да се направат лекарски прегледи, на крајот да се преземат мерки доколку постојат, се евидентираат опасности и ризици, да се преземат мерки со кои што тие ќе се минимизираат или целосно отстранат.
Правото на работниците се пред се прво треба да бидеме информирани. Да, постои проблем во нашата земја и во поново време синдикатите работат на ова поле. Постои проблем што работниците не се доволно информирани за своите права од Законот за безбедност и здравје при работа, меѓутоа да не забораваме дека постојат и обврски за работниците. Има случаи каде што и самите работници се виновни за дел од некои настанати несреќи, односно некогаш се случува и тие да одбиваат или да презимаат сами некои работни задачи за кои што не биле информирани или не биле целосно одстранети опасностите и ризиците на тоа работно место. Кои се тука во Северна Македонија најнебезбедни работни места или пак кои што имаат најмногу ризики? Македонското здружение за заштита при работа повеќе од 11 години подготвува еден извештај за несреќи при работа и податоците морам да напоменам дека во овој извештај се преземени од медиумите, бидејќи ние не можеме односно се трудиме да добиеме информација од државните институции и според нашите извештаи најмногу несреќи и повреди при работа се случува во земјоделскиот сектор. Иако во јавноста секогаш се мисли на градежниот сектор, затоа што тоа е област која што е во градските централни подрачја и гласно се говори или се пренесува и од медиумите кој ќе настане некоја повреда или несреќа со смртен исход. Меѓутоа во изминатата година според нашиот извештај можам да кажам дека најмногу повреди и несреќи имаше во секторот јавна управа и одбрана, потоа во прехранбената индустрија, па градежништвото и така натаму. Дел од несреќите на национално ниво се земаат како сообраќајни несреќи, повторно ќе го спомнам секторот земјоделија, меѓутоа тука имаме на пример и несреќата што се случи во Ласкарци, дел од лицата кои што беа повредени и загинати, тие се враќале од работа. Потребно е да знаеме дека и периодот до пристигнување на работното место и повраќање од работното место дека спаѓа во повреда при работа. Тоа има вакви дилеми околу тоа кога еден човек е на работно време и за нас новинарите беше тоа дали новинарите кога не се во работа треба да се заштитат како јавни лица со кривичниот законник, но све што ние сме повеќе информирани, тоа доаѓа до тоа дека и кога одиме на работа и кога се враќаме од работа спаѓа во работно време. Така. Спомнавте извештајот, ние сме тука и за точно да збориме за извештајот. Рековте дека од медиумите ги собирате податоците најмногу. Дали тоа мислите дека доаѓа од тоа што ние не сакаме да пријавиме вакви случаи или пак не сме толку освестени дека треба да се пријават невреди и несреќи во работно место? Проблемот е во нашата земја не постои унифициран систем за евиденција и анализа на податоците кои што се поврзани со несреќите и повредите при работа. Значи според законот задолжена институција е Институтот за јавно здравје, меѓутоа пак постапката кога ќе стане некоја несреќа или повреда при работа, се има постапка кој што тие податоци се пријавуваат до Државниот инспекторат за труд. Да, генерално можеме да кажеме дека не ни е свеста на тоа ниво дека потребно е да се пријавуваат несреќите и повредите при работа. Зборуваме за оние несреќи и повреди кои што наложуваат до 3 дена отсуство од работа па нагоре. Значи тоа се евидентира како повреди и несреќи при работа. Да, се случува вработените да прикријат кога ќе им се случи нешто, се случува да има и притисок од страна на работодавачите дека тие не биле на работа, биле отсутни и така натаму. Токму идејата и целта на овој извештај кој што со години наназад го изработуваме е да покажеме дека во Македонија сепак не се гина на работното место. Изминатата година имавме 17 смртни случаи, 116
13 несреќи при работа. Тоа е нашиот извештај. Од Институтот за јавно здравје немаше евидентирано повреда на работа со смртни исходи, имаше повреди 726, за разлика од извештајот на инспекторатот, кој што на државниот инспекторат, кој што вели дека 2499 биле повреди на работата и 13 повреди на работа со смртни исходи. Значи, целта на нашиот извештај е да укажеме дека ни е потребно да имаме унифициран систем за евиденција на податоците и не само да водиме некоја статистика какви ни се бројките во изминатиот период, потребно е овие несреќи повреди да се анализираат. Потребно е да извлечеме поука, потребно е да не ни се повторуваат истите грешки. Да бидеме искрени, не може да има работно место со нула, односно не може да свидиме повредите и несреќите да бидат нула, меѓутоа можеме да ги минимизираме или да ги намалиме. Со разлика од минатите години, значи 2023, 2022 и така натаму, дали овие бројки се покачени или намалени? Да, 24 имаме благо зголемување во несреќите повредите при работа, 23-та за разлика од 22 имавме мало намалување, меѓутоа сепак зборуваме за бројка од 17, 20, 33 несреќи при работа, значи во последните 2-3 години како наназад како ги земаме податоците. И ова е голема бројка, мислејќи дека нели еден член од семејството оди на работа и веќе не ни се враќа дома со тоа што се навредил или умрел во работно место. Дали фамилиите, блиските се свесни дека може да привземат правни действија или пак дали може да привземат правни действија во овие случаи? Да, доколку значи постојат методи, тие може да преземат правни действија, се обраќаат нели со прво до работодавачот доколку не е пријавено за повреда или несреќа при работа. Ако мислите во однос на обештетувањето, тоа веќе е поврзано и со колективните осигурувања и така натаму. Меѓутоа, нашата цел како здружение е да работиме на подигнување на свеста за да не ни се случуваат. Затоа што да, како што кажавте, кога се случуваат овие несреќи и повреди при работа, тоа не е само повреда, односно тешкоти во семејството. Меѓутоа, тука со тие повреди несреќи штета трпи целата економија, целото општество. Ако ви кажам податок кој што Меѓународната организација на труд кажува дека 4% од БДП се одливаат, особено во сиромашните земји, се одливаат на токму на надомест за овие повреди несреќи при работа, а тоа се средства кои што се одливаат од фондовите за пензиско здравствено осигурување и така натаму. И во нашата земја, во некои си граници кои што ние ги имаме податоците земени од Заводот за статистика, тоа е околу 6 милиони денари на годишно ниво, што е голема бројка и сметаме дека ете таа бројка покажува зашто сме на ова ниво каде што се наоѓаме како држава. Спомнавте некои сектори кои што се најризикни за работно место. Кои се тие најбитни мерки или пак општи мерки кои што работодаваците треба да ги нудат, да ги даваат за сите работени за да не дојде до овие бројки за кои што ние зборуваме? Па, како станува збор за безбедноста и здравјето при работа, таа е мултидисциплинарна област и секое работно место, без разлика дали е во иста индустрија, секое работно место си има своји опасности, ризици, мерки кои што треба да се преземат. Значи, според законот се прави проценка на ризик и изјава за безбедност и самите стручни лица, односно компаниите кои што се лиценцирани од државата да ги имплементираат мерките од законот за безбедност и здравје при работа, излегуваат на терен. Значи, не може генерално да зборуваме, например, ако мислите, например, во градежништвото, кои се мерките. Тоа зависи од работното место каде што се извршува одредена активност. Затоа е потребно во секоја дејност, на секое работно место, да се имплементира законот, односно тука треба да се ангажираат стручните лица за безбедност и здравје при работа, да се направи тим во соработка со докторите по медицина на
труд едно лице кое што е од страната на работодавачот. Затоа стручните лица кога излегуваат на терен, тие прават и интервју со самите вработени, затоа што ние вработените на своето работно место најдобро ги познаваме, нели, и опасностите, и ризиците, и работните активности кои што ги извршуваме. Затоа не можеме да кажеме генерално, треба секое работно место да биде снимено, како велат нашите стручни лица, и за секое работно место се постојат одредени мерки кои што треба да се преземат. Имаме две категории во општеството, децата и трудните жени. Во законот за работни односи вика дека работените треба работодаваците треба да им осигураат сигурни работни места и за децата и за трудните жени. Дали имаме нешто на извештајот во врска со овие две категории или пак зборуваме општо за сите вработени? Во нашиот извештај најмногу повреди за 2024 година се има случајно во категоријата на вработени од 35 до 42 години, па потоа втората категорија од 55 до 64. Меѓутоа, Законот за безбедност и здравје при работа се однесува на сите лица кои што се вработени кај работодавач и ангажирани по било кој однос да извршуваат работни задачи за име на работодавачот. Значи, во случај кога се ангажирани и деца над 16 години и бремени, исто така за нив се однесува законот, односно треба да се имплементираат Законот за безбедност и здравје при работа. Значи, на секое работно место законот вели, во секоја индустрија и кај занаечиите и кај трговци поединци, освен во дејности кои што имаат, нели, посебно пропишани прописи. Тоа е делови од вооружените сили на армијата, војската и другите никој не се иземени од овој закон. Да, точно. Зборавте пред малку за тоа дека ние треба да држиме обуки во врска со овие права кои што ние ги имаме и законот ни ги дава. Каде мислите дека овие обуки или пак часови би биле најпотребни? Дали тоа би почнала од школа или пак на сите вработени? Да, првично би требале тие да се воведат во средните училишта, за да веќе, нели, новата сила на пазарот, на пазарот на трудот која ќе искочи, треба да биде запознаена со, сега зборуваме во однос на едукација, што е Законот за безбедност и здравје при работа, кои се прават и обврските. Оние законски обуки кои што произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа, тие се вршат на работното место и се поврзани, програмата за таа обука е поврзана со самото работно место, односно со исполнување на работните задачи на тоа работно место. Обуките кои што ние како граѓански сектор ги држиме, тие се во насока на подигнување на јавната свест и токму така потребно е да бидат започнати во училиштата, затоа што треба да ја подготвуваме нашата млада работна сила која што ќе искочи на пазарот, потоа треба да се едуцираат и работодавачите. Многу од работодавачите кои што ги формираат, ги создаваат своите компании, во прво време не се запознаени, односно немаат информации дека безбедност и здравјето при работа треба да се имплементира во самиот старт со започнување на процесот на подигнување или создавање на една компанија. Ние сме при крај на нашиот разговор и сакала вака да завршиме со тоа, сите вработени каде би можеле да пријават несреќа во работно место? Значи, вработените за несреќа при работно место може да пријават во Државниот инспекторат за труд. Има на нивната веб страна контакти, има имејлови. Меѓутоа, слободно може да не контактираат и нас во Македонското здружение за заштита при работа. Години наназад се случува тоа. Ние даваме информации, им помагаме каде да се упатат, каде да разговарат. Нас како здружение ги поттикнуваме
поттикнувам вработените да ги користат овие можности, да ги пријавуваат сите несогласувања, односно на проблеми кои што ги имаат на работното место. Нас како здружение не ни е потребно име на компанија или име на собственик, потребно ни е да знаеме и да говориме што се случува, за да можеме нели понатаму да поднесуваме иницијативи, предлози до надлежните институции, да можеме да помогнеме во начинот на имплементирање целосно, да бидеме успешни, да ги намалиме несреќите и повредите при работа. Благодарам многу првично што бевте дел од емисијата. Не знам дали имате некоја порака за крај? Бидете безбедни и здрави на своите работни места. За вработените би порачала да стварно да се информираат, да се грижат за себе си, да побаруваат. Законот дозволува, како што кажувам, да одбијат работно место, нели нормално во граници, да не се искористуваат во негативна смисла, меѓутоа ако сметат дека се загрозени, а на работодавачите би им порачала, би сакала да им дадам чисто мислење дека безбедноста и здравето при работа ниту е луксус, ниту е трошок. Ќе се спаси еден човечки живот, ќе имаат поголема продуктивност во нивните средини каде што имаат ангажирано вработени. На јавните државни институции да учествуваат во креирање на, односно да поттикнат креирање на политики, да се уредуваат законските барања, правила, норми, да ги следиме европските стандарди. Само така заедно можеме да постигнеме подобри резултати. Благодарам многу што бевте дел од емисијата. Благодарам и на вас.